Корупција. Па не е ни смешно, бе, човече. Корупција, каква корупција, бе? Тоа е начин на живот на македонецот. Види, ние колку има таму сетила? 5-6. Ние имаме едно сетило што се вика снајди се. Со тоа снајди се, понатаму во животот се си бркаме. Ти пред да се родиш, замисли, уште си во стомакот на мајка ти, да излегуваш, надвор татко ти чека со 100 евра, да ја потплати сестрата дека успеала да ти го одврти, почната врвца да ти одврти што ти бидела околу вратот. Значи, во моментот од кога ќе се родиш, ти си научен лека полека понатаму со така наречена корупција. Па не е корупција, бе, човече, полека среди ваму, среди таму, еве, да се запишеш на училиште. Не ти треба за кај која наставничка сакаш, па нормално таму треба еден ручек да даеш. Па треба да почастиш малти, па корупција го вика. Па не е корупција, си завршил работа, бе, човече. Понатаму исто возачка. Ти мислиш возачка така се зема. Ајде, седи возачка од нигде никаде, ги знаел знаците, знаел да вози. Малку е тоа, бе. Чекај малку. Треба да частиш таму екипата што ти е собрана во колата, што те вози така наречена комисија, еден ручек, едно виски, едно друго, ќе потфрлиш некој динар, ќе се снајдиш. Види, корупција го викане. Што корупција бе да му даеш на доктор, 200 евра да те фати прекурет. Чекале 100 луѓе, ти тајно ќе го направиш, нема пред сите. Ти прави услуга човекот. Има 20 души пред тебе прекурет, те опериса. И тоа за колку? За 200 евра. Ништо пари. Ајде се вака, драги мои. Дај да ја свртиме сега теоријата. Ајде нека дојде овде на пример во Македонија да живее швајцарец и да се снајди. Па нема да се снајди. Еве замисли се појавува, мислам, јас многу во фикција влегува швајцарец доброволно да дојдел во Македонија. Тоа е во старт невозможно. Ајде вака ќе направиме. Замисли ти прават некој тест период на некој лет од Скопје до Буенос Ајрес, пробен лет преку Визер 1200 денари. Фаќаш 1200 денари, тргнуваш во Буенос Ајрес со бројани пари, пасошот и парите ти ги крадат. Шо преш ти во тој момент? Гарантирам дека македонец за недела дена овде на плоштад ќе си седи, кафе ќе пие и ќе ужива. Како? Па се снашол, бе, човек. Замисли, швајцарец да му се случи истото. Во Буенос Ајрес му ги украле парите, пасошот се му украле. Ќе се снајди? Шипак ќе се снајди. Ќе почне да се јавува по амбасади, да го повлечат амбасадите, Интерпол, хеликоптери ќе дојдат. Хаос, ќе се депримира, хаос ќе настани. А ти да сакаш, не може да те повлечи амбасадата, да речем. Зошто? Затоа што Македонија нема амбасада во Буенос Ајрес. Така ќе најдеш начин како да се снајдиш. Ајде, што би се случило сега, например, тој швајцарецот истиот за кој што збораме, да дојде тука да живее. Ќе го види швајцарецот после 2 недели во депресија паднат. Седнат на кафе, и то не на кафе да пие, ракија враце, треси раката пие. После ручек ќе го видиш во кафанче некој, седнато дреми таму, да касни. Во сендвичара застанат со син му вели таму во сендвичара, со поќе кетчап мајонез, за да му држи. Мора тој лека полека, тоа 7-то, 8-то сетило веќе да го научи како функционира, да се снајди. Ќе оди на фудбал со син му, застана со син му, го држи за рака, насолзен, ќе може да влеземе двајца со една карта. Мислиш ќе се снајди? Како да не ќе се снајдел? Ќе се снајди единствено на црно да крка диазепами. Прво не ќе може да се снајди на работа. Па видете, ние во Швајцарија работиме по 7 часа, имаме 4 часа одмор за ручек, плюс топол оброк и чаша вино и десерт од фирмата. Мекуши едни, бе. Мекуј, овде ќе работиш 10 сати, ќе имаш 7 минути да јадиш четврт бурек, ама чекај, немам време јогуртот кога да го допијам. Ќе го допиеш дома јогуртот. Ама чекајте, не може така. Кој рече дека не може така? Чао, ќе најдиме друг. Ама ќе тужам. Како ќе тужиш, бе, брат? Кај прв брачет ми е судија, како ќе тужиш? Ти само тужи. Ќе треба може да ги вратиш парите за кои што си работел. Сега, замислете овој швајцарецот. Тоа сакам да ви кажам, драги мои пријатели, дека тоа сетило, тоа нас ни е вродено, како да се снајдиш, корупција го викале. Што корупција, бе, потфрли ваму таму. Замисли го овој што е швајцарецот, во транспорт да влезе. Во Скопје дошло, треба да стигне до Битола, пример, во возот. Тоа само во возот кој се кажи, веќе влегува во драма. Ако се начека тој период кога вози. Влегува швајцарецот и директно кај овој што е кондуктерот. Така да го наричам кондуктер, као се вика. Здраво, извинете, возот за Битола ми е страв да не го промашам? Ми е страв да не го промашам. Не може да го промаши, човек, еден е возот.
Може да нема воз, а да го промашиш, не можеш. Го гледа швајцарецот тој возот натре, османлиски период до декорацијата. Во Швајцарија сигурно учат таму во книгата еве, вака во периодот на османлиите се возеа во возовите и уште во Македонија. И швајцарецот гледа во тој возот, тука се пикаат луѓе, отворени прозорци, хаос, ни топло, ни ладно, дува од сите страни и му вели овој пак на кондуктерот. Извини, а сертификат за безбедност има во возот? Сертификат има. Безбедност нема. Кога ќе стигне? Тешко прашање. Тоа никој не го знае. Добро, во ред, кога ќе тргнеме? Пак тешко прашање. Може нема ни да тргнеме, како ти кажам. Види, можда е подобро никогаш да не тргнеме, оти ако тргнеме, може нема ни да стигнеме. Е таа теорија на релативитет. Ајнштајн рекол дека времето е релативна работа. И со тоа докажуваме дека Ајнштајн имал и некои македонски корени. Видете, возот возел 30 км на час. Сега го покачиле на 50 км. Со точакот побрзо возиш бе човек. Тоа е 30 км на час е намерно направено. Ти тргнува за Скопје, студентот си ги заборел теглите, му викаш на твоите брзо, носете ги теглите, сега само ќе тргнува возот. Татко ти почнува да трча, на километар ќе го стигни возот. Во здраво тело, здрав дух, ем слаби, ем битки, ем стигнува таму. Башка може да му фрлиш таму 50 денари на тој машиновозачот, не вози ти 50, вози 20. Па го викале са корупција. Некој да си завршил работа. А швајцарецот само да влези во возот ќе свати кај. Со кокошки на пазар влегуваат, кози продаваат, со точаци, па идем продава паломи, сон чоклет, па се расипил на пола пат возот, се запалила пругата, излегува машиноводачот, почнува да ја гаси пругата, швајцарецот одговорен е, нашите сите гледаме од озгора, швајцарецот излегува оттаму, почнува со камење да мава погнот, швајцарецот овај машиноводачот вика, немојте молам со камење ќе откопаш пругата, ќе не можеме да се вратиме. Да. После, откој ќе се изгаси тој пожарот, 1 сат пауза да одмори возачот. Па нема пруга, па се реди нова пруга. Па од Скопје до Битола 8 сати се патувало. National Geographic. Швајцарецот нерви кискани, анксиозност, депресија, мобинг, булинг, шамарење, вреѓање, се воедно ќе доживе.